Почитувани гледачи, добар ден. Се надам дека ве наоѓам во пријатно расположение. Денес имаме една интересна тема, станува збор за женскиот ракометен клуб Куманово. Клуб кој во изминатите години на вистина постигнува изворени резултати на домашната сцена, па поради тој по тој повод ќе разговараме денеска со неколку интересни соговорници кои се надам дека ќе го даде вашето внимание. Како што знаете, женската ракометна екипа на Куманово во континуитет добро го застапува градот Куманово. Оваа сезона исто така имаше одличен настап, па да слушнеме од прва рака како се тие задоволни од оваа сезона и што може да очекуваме од наредниот надпреварувачки циклус. Во студиото на К3 Бован Пелевски, председател на клубот, Филип Дозевски, член на управата, и Зоран Јосимовски. Благодарам што дојдовте во нашето студио. Јас многу пати сум истекнал дека вие сте на некој начин гордоста на спортско Куманово, затоа што со домашни ракометари да се постигнуваат вакви резултати е почит. И верувам дека така ќе продолжите, но ајде да започнеме разговорот. Председателе, минатата сезона Куманово повторно одлични настапи, добар успех и нов излез во Европа. Како сте вие задоволни од учинокот на вашата екипа? Па, секако дека мораме да бидеме задоволни од постигнатите резултати на сите наши екипи, значи не само на сениорската, тука пред себе рекол и пионерската, и најголем успех постигна кадетската наша екипа со освојувањето на кадетското првенство на Република Македонија. Значи, примарниот цел, односно го исполнивме со самото повторно изборивме место кое нели води во Европа. Значи и ова година Куманово ќе игра Европски куп, односно Челендж куп. Ние завршивме на крај на делба на третото место со екипата на Пелистер и секако дека тоа по се она што ни се случуваше, значи имавме доста несреќна сезона во однос на повредите на носителите на играта, така да мораме да бидеме задоволни. Уште не да потенцираме да знаат нашите гледачи дека во изминатите години вие имате навистина големи финансиски проблеми. Меѓутоа, вашата упорност и упорноста на сите структури во клубот, не се предавате, работевте и го држите клубот во живот. Тоа на некој начин е една, така да кажем, потемна страница од клубот, меѓутоа вие успеавте. Па, нам најкритична ни беше сезоната 2016-17, кога буквално бевме избришани од страна на тогашниот градоначалник и Сојузот на спортовите, значи ветените средства не ни се исплатија или не се исплатија во некој минорен процент од 5-6% од ветените средства. Само ни даде нели обврска, тоа си и наш дел од работата. Ние од управата успеавме да пронајдеме средства по други канали. Ја изгуравме и таа сезона. И таа сезона изборивме место и игравме и минатата сезона во европските купови. Филип, и вие сте член на управата и веројатно се задоволни од учинокот на екипата и вие несебично помагате со вашиот ангажман во клубот. Какви се вашите импресии? Па така, значи, како што спомна претходно председател Бован Пелевски, претходната сезона 2016-2017 беше доста напорна, поради тоа што се соочуваме со финансиски проблеми. Потоа оваа сезона што е 2017-2018, значи на некој начин со доаѓањето на новиот градоначалник почнуваме полека да се стабилизираме. Имавме сега во ова полусезона несретни повреди, иначе ќе завршевме веднаш за екипата на Вардар. И тоа е. Зоран Јосимовски, вие може да бидете горд што водите една екипа составена исклучиво од домашни ракометарки.
Не е лесно, меѓутоа еве и вие успеавте заедно со сите структури во клубот да го остварите на примарен цел, добар резултат во оваа сезона и вие како тренер веројатно сте задоволни од учинокот на вашата екипа. Да, токму така, задоволен, можам да кажам и презадоволен. Играчкиот кадар со кој располагаме е прилично талентиран, талентиран на ниво дури да може да настапува и на европскава сцена, што во наредниве години ќе имаат можност девојките со кои располагаме да го презентираат и на европскава сцена. Да, задоволство и чест да бидеш тренер на екипа како што ја имаме. Се надевам дека ќе продолжиме и понатаму да вадиме кадри како што имаме извадено и до сега, исклучително талентирани млади домашни играчи, девојки од Куманово. Се надевам дека ќе продолжиме и понатаму во тој контекст. Она што е посебно интересно е екипата на Куманово има неколку репрезентативки што е реткост од клубовите во Македонија. Може да ни кажете нешто повеќе за тоа? Па да, ние имаме скоро во сите категории, значи репрезентативки, не само што се репрезентативки, туку во помладите категории тоа си носители на играта на репрезентацијата на Република Македонија. Значи, еве имаме и сега во последниот циклус на квалификации женската репрезентација што ги имаше за европското првенство во Данска. Од нашиот клуб покрај стандардната Александра Боризовска се беа повикувани и Викторија Пеовска и младите Мила Трајковиќ и Јована Кипријановска, кои се воедно стандардни кадетски и младински репрезентативки. На сегаш пред 3 дена завршија медитеранските игри, каде нашата репрезентација се бореше за бронзен медал, за жал загуби од Словенија со 1 гол разлика. Во таа репрезентација стандардно веќе игра нашиот најдобар играч Александра Борисовска. Кога сте веќе кај настапот на Европа, може да ни кажете прилики кога ќе да знаеме потенцијалниот противник на екипата на Куманово? Па потенцијалните противници ќе излезе листата на 10 јули, додека ждребањето ќе се изврши во Виена на 17 јули. Лично кого вие го посекувате, сите тројца ви прашувам? Јас ќе ви кажам, значи лани имавме среќа или како да кажам, среќа во несреќа тоа што играме со овогодишниот шампион во Челендж купот Лублин, екипата на Лублин. А оваа година посекуваме некоја екипа од Косово, може од Албанија, за да можеме да што повеќе понатаму да одиме. Вие за кого посекувате лично? Искрено да ви кажам, најќе ни одговара екипа која е од балканскиве простори, да кажеме во наш ранг, каде што ќе можеме реално да ги одмериме силиве и со добра игра, добра подготовка, да може да оствариме понатамошно учество и да останеме што е можда подолго на европскава сцена. Сега, за да може да има добри настапи дома и во Европа, ќе бидат потребни сериозни подготовки, веројатно размислувате во тој сегмент каде и на кој начин да ги направите да бидете што поквалитетни. Токму така, значи девојките се распуштени на време за годишни одмори, меѓутоа си имаат секоја задача која што ќе треба да одработи, со што би останале во тренажен процес, при што кога ќе почнат официјално подготовкиве на 3 август, како што имаме испланирано за нареднава сезона 2018-2019, ќе почнеме со колективни подготовки и веројатно во средина околу 15 август ќе заминеме на подготовки во Србија. Во Србија, бидејќи ќе имаме соодветни противници каде што ќе можеме да се подготвуваме и да играме пријателски надпревари, подготвителни надпревари, по можност од што повисок ранг. Веројатно ако има прилика за турнирски надпревари, би сакале да одиграме и турнирски надпревари со екипи од Балканот, па можеби и пошироко. Така да се очекува добар подготвителен период и добри појаки надпревари за нареднава сезона. Какви се условите во Србија за подготовки, првичните ваши сознанија? Па ние имаме една покана од ракометниот клуб Топличанин од Прокупле да направиме заеднички подготовки во околината на Прокупле во местноста Белкамен.
И мислам дека ни одговара позицијата на Прокупле, бидејќи во околина има многу добри екипи со кои може да спарингуваме, осим со нивната екипа, нели, тука е екипата на Наиса од Ниш, Раднички Црвен крст од Ниш, потоа во близина е првакот на Србија или учесник на Лигата на шампионите Јагодина. Така да овој нареден период ќе го искористиме да исконтактираме со сите екипи, да видиме, да се прилагодиме и на нивниот календар, нели? За да може да одиграме што повеќе надпревари со јаки противници. Кога прилike заменувате на подготовки, има ли некој план? Па планот е негде околу 14-15, па уште не е дефинирано, ќе се види. Значи, до тоа ќе се работи овде 2 пати или 3 пати дневно. И сега прашање за Филип. Доста во јавноста во Куманово сега е подгрена, како да кажем така, атмосферата. Куманово си велат, Куманово идната година ќе атакува на висок пласман. Доста еуфорично се гледа на ова нова ситуација во клубот. Еве, може да ни кажеш како ти размислуваш на тој план? Па како нормално таа енергија, како да ја кажем, или тие шпекулации или стизаат и до нас. Точно, значи, ова година ќе атакуваме на висок пласман. Посекуваме да освоиме титулата во сениорска конкуренција, исто така во младинска конкуренција. Посекуваме исто така во сениорска конкуренција во купот, атакуваме да го освоиме. Значи, тоа се нашите очекувања. Моментално преговараме, значи, со неколку засилувања од страна. Меѓутоа, бидејќи се уште сме во фаза на преговори, не ги спомнуваме кои се и што се. Така да и јас се надам дека ќе оствариме одлични резултати оваа сезона. Значи, со еден збор, Куманово ќе има многу поквалитетна екипа за разлика од лани. Па видите, нас приоритет ни е прво задржување на нашите домашни играчи и исполнување на нивните услови, нели? Значи, базата пак ќе остане нашите деца, нашите играчи. Сега на неколку позиции каде што сме потенки, бараме засилување, значи, веројатно бараме нешто и од соседна Србија, 1 до 2 играча и 1 до 2 играча од тука од Република Македонија. Мора да ве прашам, председателе, во Комуновската чаршија со Дирнави се зборува некои скапи тренери од страна, многу скапи играчи така натаму, меѓутоа еве тоа мислам дека е само шпекулација. Не, значи и до мене допреа баш вчера слушнав дека сме ангажирале тренер, не знам кој таму, ово-она. Значи тоа се апсолутно шпекулации, невистини. И сакам да демантирам, ние од првиот момент со тренерот Зоран Јосимовски сме, мислам, се договоривме и за неговите услови, во сето со таа цел да биде подобро на нашите играчи. Го ангажиравме и Филип Колевски, познатиот кумановски атлетски тренер. Так. Значи ќе си работи на физички план со играчите. Останува тренер на голманите Синиш Арсовски. Во помладите категории останува Димитар Антевски и Мирољуб Пауновиќ. Тука можеме ако можеме да ангажираме некој млад, амбициозен тренер или тренерка која би сакала да се приклучи на тие млади категории, нели? Бидејќи оваа година ние ќе учествуваме во сите категории на надпревари што ги организира Ракометната федерација на Македонија. Значи, за прв пат во историја на Куманово ќе имаме екипи во пионерска, кадетска, младинска и сениорска категорија. Јосимовски, кажете ни реално вие што очекувате од ова надпреварувачка сезона, со оглед на фактот дека се зборува дека и другите екипи ќе се засилат, меѓутоа засега се е тоа шпекулација. Се уште не знаеме за засилувањето на другиве екипи, меѓутоа, како што споменавме веќе, нашава работа ќе биде завршена на високо ниво, ќе бидеме подготвени и спремни за да може да атакуваме на врвот на тоест освојување на титулава и да пружиме што подобра игра со тие играчи со кои ќе бидеме засилени. Значи, се уште немаме точни информации од прилика како ќе изгледа
засилување на противнички екипи, што не значи дека немаме простор за работа и за реализација на освојување на самава титула. Така да се уште е само шпекулација колку ќе биде засилен. Нашава работа е да одработиме нашава работа и да се засилиме најмногу можно за да бидеме соодветен противник не само на домашната сцена, туку и на европска. Вие започва сега, како чувствате кога знаете дека имате подобра финансиска состојба, многу е полесно да се организира клубот, да се работи, ако знаеме дека со години имавте огромни марки на тоа поле? Па видите сега со доаѓањето на новиот градоначалник многу се расчисти работите, не само кај нас, мислам и кај другите кумановски клубови. Значи, многу е битно на почетокот на сезоната или на крај на минатата сезона што ние веќе знаевме што не очекува, каква помош од страна на градоначалникот, Советот на општина Куманово и Сојузот на спортовите. Од друга страна, си знаеме и нашите обврски кои се, значи остатокот од средствата ние мораме да ги обезбедиме исто како што сме ги обезбедувале со години наназад, нели? Така да многу ни е полесно и почиста е работата, нели? Да, Филип, на некој начин сега патот е подобро трасиран, може да се работи полесно и веруваме дека ќе успеете во вашите намери. Со ваква подобра финансиска состојба, Па мислам. нормално, да. Значи, кога имаш финансиска поддршка и секаква видна поддршка од страна на градоначалникот, Советот и Сојузот на спортови, многу е полесно да се организираш. Значи, очекувам и ова година, значи, унапред се знаеме колку ни се можностите и затоа имаме некои поголеми амбиции. Ево да споменеме на гледачите дека до идната година славите еден многу редок јубилеј. Вие сте еден од најстарите спортски клубови во Куманово, 90 години постоење. Навистина една голема работа е тој јубилеј и би требало да се одбележи на достојствен начин. Видите, веројатно некои гледачи знаат дека Кумановскиот женски ракомет постои од далечната 1929 година, значи со формирање на тогашниот казенарски клуб Куманово. Женскиот ракометен клуб како наследник на, нели, корени влече од таа традиција. До година ќе прослави 90 години фактички од постојањето на ракометот воопшто во Македонија и на веројатно тоа е еден од најстарите клубови на Балканот. Значи ќе имаме по повод на тој јубилеј ќе направиме една мала прослава. Значи и од таа страна имаме поддршка на градоначалникот Максим Димитриевски. Се со цел женскиот ракомет и воопшто женскиот спорт во Македонија да се афирмира и да дојде на малку повисоко ниво од тоа што е сега. Да, и да знаат овие генерации дека женскиот ракомет има огромна и долготрајна традиција. Да. Апсолутно, 90 години не може да се пофалат ни фудбалски клубови во Македонија, а не клуб како женски ракомет. Да, до година Куманово има уште редок јубилеј 500 години и ова ќе биде убаво да се склопи тој настан. И сега доаѓаме до оној момент, отприлика првенство започнува на 7 септември, како што сум информиран. Првото коло играме со доста силен противник. Токму така, првенство започнува 7-8 септември. Ждревот сакаше токму со овогодишниот првак да се сретнеме и тоа на гостински терен, што ќе биде и мотивација плюс воедно за да ја започнеме сезонава како што треба. Тоа ќе биде и одличен надпревар каде што ќе може да се видат нашиве сили и силиве на екипата на ЖРК Вардар. Ќе се подготвуваме најдобро можно за да издвоиме победа на тој надпревар и да го означиме почетокот на сезонава во најдобро можно светло. Тоа е... Вие сте оптимист во секој случај. Да, дефинитивно. Со управа, менеджмент, поддршка од градоначалникот како што имаме, плановите и стратегијава која имаме, се надевам дека се до
најситни детали ќе биде спроведена, што ќе биде чекор плюс за да биде остварена таа победа и да означиме почеток на една успешна сезона. Сега комуналската јавност се прашува каде ќе играете на преварите. Се зборува дека салата се уште во фаза на реновирање, во перспектива. Неверојатно ќе биде во истата сала во селбата. Правиме напори, бидејќи во салата на основното училиште Христијан Карпош во населбата Перо Чичо, паркетот не е од самиот почеток многу е лизгав и ние не да сметаме, него многу од оние тешки повреди се случија баш поради тој паркет. Значи, баравме нашите надпревари оваа сезона, ако е можно да ги играме во салата на економското училиште Перо Наков. Ми мислам дека најверојатно таму ќе ги играме се до откако ќе се реновира спортската сала, нели, сите клубови пак ќе се префрлат. Тоа значи дека европскиот надпревар ќе мора да играте во спортската сала. Европскиот надпревар, да, само таа сала исполнува минимум услови што ги бараат надлежните на ЕХФ. Значи, тој надпревар мора да се, тие надпревари мора да се играт во спортската сала. Ради големината на сала, интерес на публика и така. Вие сте еден реток клуб кој има многу дечиња кои тренираат. Може ли кажете со каква бројка располагате во овој момент и каде може да се пријават оние што сакаат да тренираат ракомет? Па во овој момент, ако ги рачунаме сите младински категории, значи на Куманово, доаѓаме на бројка на преку 70 ракометарки што тренира и плюс помладокот, не помладото, да ги кажеме почетниците или нели петлињата. Значи тренажниот процес на најмладите ги вршат професор Димитар Антевски и професор Мирољуб Пауновиќ во салата на основното училиште Браќа Миладиновци. Сега се и тие на пауза, значи од 1 јули правиме пауза. Мислам дека делот од дечиња ќе почнат и таму од 3 август, дел од 15 август. Значи самиот упис може да се врши во самата сала за време на тренинзите. Така да има голем интерес. Мислам дека со само постигнување на поголеми резултати од страна на женската ракометна репрезентација и од страна на нашиот клуб ќе се зголеми многу интересот на девојчињата да се бават со овој преубав спорт. Само да кажем дека овие помлади категории тренираат во основното училиште Браќа Миладиновци. Само во таа сала. Да, само во таа сала тренираат. Имаме добри услови таму. Тоа е со години традиција, значи нема играч во Куманово, поготово женски, значи со генерации наназад, да се бави со ракомета, да не тренира во таа сала. Просто е невозможно. Малку невообичаено ова сезона првенството започна порано, од кои причини? Самата, значи, со доаѓање на новата гарнитура и господинот Живко Мукаетов на чело на Ракометната федерација, самиот интерес за ракомет е повеќе пати зголемен. Значи, од сите страни се пријавуваат нови екипи. Еве само да ви кажам за пример, во кадетска женска конкуренција се пријавија преку 20 екипи. Во пионерска машка конкуренција се пријавија 37 екипи. Значи, ракометот е во огромен подем и со самото тоа, со зголемување на бројот на екипите, се големи потреба за суди. Значи, немаме сега доволен број на суди. Еве, пластичен пример, во Куманово немаме судиски пар. Никој не сака да суди. Значи, слична е ситуација и во останатите градови на Македонија. Така да, ради тој проблем, се некои првенства, дури во кадетска конкуренција, првенството ќе почне на 1 септември. Се со цел да
да се уклопат надпреварите со бројот на судиите. Исто така и во сениорска конкуренција многу ни се оваа година имаме две нови екипи. Значи и првенството е поголемо, така да одлуката дојде да се игра порано. Што е со оние повредени ракометарки, како се тие чувствуваат, конкретно Бранкица Марковиќ, се опоравува ли успешно? Да, конкретно за неа таа е во тренажен процес. Сега моментално е во ситуација да може да почне со надпревари. Се надевам дека истото ќе биде и при почетокот на припремиве, така да таа е спремна за почеток на припремен тренажен процес. Има играчи кои нема да бидат, нажалост, во можност да продолжат. Тука се Бојана Пецевска, Маја Ивановска, дефинитивно е Борчевска. Ангела Борчевска. Тоа се ракометарки кои нема да бидат во можност да продолжат. Се надевам дека ќе продолжат со терапиите и со посета на лекариве за опоравување и подоцна да ни се приклучат и да почнат со тренажен процес на нивно ниво. Пред Да. се опоравок. Бобане, бе запашено вака едно невообичаено прашање. Многу пати сте доаѓале во ситуација, сте имале тешки моменти во клубот. Дали сте некојаш размислувалте да кренете рацот од се, да кажете доста и више не се издржува, меѓутоа вие бевте многу упорни и успеавте во вашите цели. Сте размислувале некојаш ви дошло да кажете дека повеќе вака не може? Па Во животот не идуваат моменти, да. Имало моменти така, нели некако секогаш ние избиравме оној потежок пат, нели, да останеме. Многу е лесно да решиш да кренеш раце од се, нели. Али сепак кога ќе погледнеш во сала дошле 50 деца на тренинг, значи не Тоа е задоволство. Да. така. Мора да ги споменеме и другите членови на управата, Кипријановски, Трајковиќ, сите помагаат. И тие луѓе се дел од клубот, да. Не само луѓе тие се мотори на овој клуб, нели? Да. Од друга страна и спонзорите исто така. Да не го заборавиме Штус, Куманово кој ни дава, мислам, многу ни излегува во пресред со некои специфични работи таму во клубот. Друга страна, еве сакам да се заблагодарам до сите и мали спонзори. Значи, еднократни помош што давале на овој или на оној начин. Значи, благодарност до сите луѓе што воопшто го сакат спортот. Нели? Спортот е една многу фина работа. Еве гледаме сега цел свет, нон-стоп сме пред телевизори, гледаме светско првенство во фудбал во Русија. Значи, многу малку настани има во светот што можат такво задоволство да пружат. Филипе, да сме живи здрави идната година, каде ќе ја славиме титулата? Градоначалникот на иста линија со вас вели дека до година вика за 500 години Жерека Куманово да прославиме титула. Па идната година за славиме сега јас. Вака оптимистички, да, така е, значи така и прашањето. Па ќе прославиме, значи во поширок круг на луѓе ќе прославиме некаде на отворено, не знам нешто, ќе видиме. Заедно со градоначалникот, значи. Да, ова ќе биде многу убава, ќе дело многу афирмативно и за градот Куманово, ќе се чуе на секаде. Амбасадори сме на нашиот град, да. Во секој случај, Зора, на вас ќе биде многу тешко, треба да го склопите мозаикот на екипата, меѓутоа, еве со подршка на овие луѓе, со подршка на градот, со подршка на навивачите, со подршка на нашата ТВ куќа, мислам дека имате вистински правец. Дефинитивно. Значи, сега Синџирот е склопен од Далки кој секоја се врши своја работа и е исклучителна можност и ретка можност да можеш да работиш во клуб каде што се работиве на свое место и со задоволство ќе се најде начин за реализирање на највисоките можности по можност да ја освоиме титулава и за прва да го промовираме женскиот ракометен клуб на тоа ниво како шампиони на Република Македонија. Да, секогаш во моите емисии кога зборуваме дека младите треба да спортуваат, да не се занимаваат со овие демијатни работи и вие како спортски работници веројатно
би сакал да ви испратите една порека до младите луѓе дека спортот е нешто најубавото. Дека мора да се вклучат во спортот за да бидат здрави личности. Апсолутно, сега ние не треба многу паметни да бидеме кои се бенефити од спортот. Значи спортот многу добро делува прво на дружењето на младите луѓе. Значи и е многу добар патокас за понатамошен живот, нели? Децата се учат од мали години дека и поразот е дел од животот. Значи не е само убаво кога победуваш, и кога и губиш треба да продолжиш со животот. Така да сите би требало да се бават во спортот, затоа постои и предмет во училиште, нели, од најрана возраст физичко воспитување. Така. Исто, Филипи, ви имате порека за младите луѓе дека спортот е нешто најздравото за секој млад човек. Така е, значи спортувањето е еден вид начин на живот, односно друг начин на исхрана, значи како под некој режим си цело време ставен, значи делува одлично на здравјето на човекот, што е најважен фактор. И тоа е. Еве, Зоран, вие знаете дека работите со млади луѓе. Знаете што значи спортот за секој млад човек? Дефинитивно, пред се би сакал да обрнам внимание на родителиве кои имаат мали посебно девојчиња, бидејќи ние зборуваме за женскиот ракометен клуб, најмасовниот клуб во градот, имаат исклучителна можност да се приклучат, значи да ги доведат своите девојчиња на тренинзи, каде што веќе имаме група од младински категории, група од 50 до 60 деца, што би било идеална прилика за дружење, за социјализирање, за отргнување на деца од компјутери, од домашна средина, пред се и потоа дополнителните бенефити што ги нуди спортот и физичката активност на самиот тренинг. Да, мислам дека во најава дека од септември ќе има лиги на преводи по сите училишта и тоа е добар сегмент за да може од квантитет да вадиме квалитет конкретно за женскиот ракомет и за сите спортови. Апсолутно, ние даваме апсолутна поддршка на таква идеја. Значи во сите спортови да има Лига на преводи, да. Од најмали категории, нели? А со самиот квантитет и со напорна работа ќе си дојде квалитетот на виделите. Еве, сосема при крајот од ова место од Катри телевизија се за сите за вас тројца прашање, што може да им порачате на верните навивачи на ЖРК Куманово, кои кога ви беше најтешко ви дава поддршка, ве бодреа и сега тие со нетрпение го чекаат 7 септември и да почне овој нов циклус. Каква порака да ми спратите додека? Па пораката би била да не се секираат, ќе биде борба до крај, значи како и секогаш. Што викат играчите срце на терен, нели? Значи ние како управа ќе направиме седна да склопиме еден состав компактен во кој состав никој не би бил дискриминиран, нели? Така да очекуваме најдобро. Со малку среќа околу да не заобиколат повредите, нели? Сигурни сме дека ќе освоиме титулата. Овака целта ни е поставена за оваа сезона. Сега пак, значи, предимство, како да кажам, ќе имаат нашите локални ракометарки и тие што ќе дојдат од страна, ќе дојдат само да помогнат да ја оствариме таа цел. А костурот на тимот сепак ќе го сочинуваат нашите ракометарки. Значи нема да правиме како некои останати клубови што прават сега. И тренерот има веројатно свое размислување. До вернава публика, еве да ги поздравиме и нив и да им се заблагодариме за неисцрпната поддршка и посветеност. Оваа сезона ќе имаат можност да гледаат поатрактивен, подобар ракомет и се надевам со повеќе победи. И за крајот сосем уште едно прашање, во тек еден голем меѓународен настан, светско првенство во фудбал. Еве, ќе искористам прилика вас да ве прашам, какви се вашите импресии од овој мундијал, кој ве разочара, на кого типувате и така натаму? Па, кој не разочара? Имаше повеќе разочарувања, веројатно најголемо разочарување е бившиот светски првак Германија, нели? Тоа е апсолутно разочарување, така да таа мислам дека и најрано си замина.
Ова друго гледаме во нокаут надпревари, значи нема изразити фаворити на сите, скоро на сите надпревари, нели, до сегаш што се одржаа, така да лично јас сметам дека некако Бразил и Уругвај ми покажаа највеќе. Тој за вашите фаворити? Да. Филип, за вас? За мен разочарување, значи покрај актуелниот светски првак Германија, исто така и Шпанија што изгуби од домаќинот Русија. А како фаворит ми е Хрватска, поради близината. Така. Поради близината, иначе исто добар фудбал покаже и Франција. Нападачки така. Додека останатите овие селекции што се како Шведска, например, не можам да ги гледам, пошто многу дефанзивно играат. Зоки, за вас фаворити? Мислам дека во четвртфинале премина најдобрите екипи и скоро и да немаше изненадување. Според тоа што видовме од играва што ја пружија, ги спомена Германија и Шпанија, меѓутоа не одиграа на ниво и мислам дека заслужено испадна. Моментално мислам дека продолжија најдобрите екипи. Мој фаворит е репрезентацијава на Белгија. Ви благодарам уште еднаш и да се надеваме дека наредната година ќе бидат исполнети сите ваши цели и да може да прославиме титула и да го одбележиме 90 години ракомет и титула. Апсолутно се слагаме со вас. Воедно и сакаме до целата ваша екипа на телевизијата К3 да изразаме една огромна благодарност не само за овој повик, туку и за годините, за поддршката што ни ја давате во годините на нас. Сметам дека заслужуваме и понатаму да бидете со нас. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата за женскиот ракометен клуб Куманово. Ви посакувам пријатен ден.